Добро вечер, во Топ тема на ваша страна. Убав живот на државна сметка. Како во министерствата се трошеле буџетските пари за репрезентација? Функционери се гоштевале по познати ресторани, но плаќале и по малски дуќанчиња и познати маркети. Министерството за одбрана немало ограничување на средствата за репрезентација, а МНР се мачи да си ги врати авансите од бившите амбасадори. Отчет никој не бара. Вечерва дебатираме со Маријанчо Николов, Воислав Зафировски и Магдалена Лембовска. Почнуваме веднаш. Добро вечер. Луксус и расипништво со државни пари покажуваат сметките за репрезентација и патувања што ги користеле министрите и други високи функционери. Како да се стави крај на злоупотребите и да се воведе контрола на трошењето на парите од граѓаните. Вечерва на оваа тема дебатираме со поранешниот председател на антикорупцијската комисија Воислав Зафировски, поранешниот председател на Собраниската комисија за финансирање и буџет Маријанчо Николов и Магдалена Лембовска од Think Tank од аналитика. Добро вечер на сите. Добро вечер. Пред да почнеме со дебатата, Топ тема истражуваше повеќе од 3 месеци во Министерството за одбрана како се трошеа државните пари. Меѓутоа министерот тогаш одлучи да ги класифицира податоците, токму овие податоци. Тие се декласифицирани токму сега. Од она што истражуваше тимот на Топ тема на ваша страна, доби скандалозни податоци. Да го видиме истражувањето на Александар Манасиев. На Виза Бизнис револвинг картичката на Јолевски се вртеле многу пари. Поранешниот министер за одбрана секогаш имал помеѓу 5.000 и 20.000 евра на располагање. Месечно трошел по 3.000 или 4.000 евра. Најголем дел за авиобилети, хотели, ручеци, рентакар услуги. Имал добар вкус при изборот на хотели. Од резорти со спа центри и тениски терени, базени на отворено и на затворено, до луксузни апартмани. Избирал места каде имало добро сместување, но и одлична храна. Од Вашингтон, Вермонт до Варшава. Па така, например, за престој во хотелот Черчил во Вашингтон, со службената картичка платил $1,094. При посетите во странство, секогаш ручал и вечерал во скапи ресторани. Најчесто одбирал познати локали со традиција, каде место не може да најде секој и потребна е резервација. Па така, вечерата во таверна Дел Алабадеро во април 2016 ја платил $290. Менито по се изгледа му се погодило, оти се вратил повторно во ноември истата година, трошејки $470. Иако при посетите најчесто јадел локални специјалитети, во јануари годинава го фатила носталгија за балканска храна, па во Амбар ресторанот во Вашингтон вечерал за $320. Службената картичка се празнела и при посетата на познати угостителски локали во Македонија. Најчесто вечерал во Воденица Мулино, Балканика Рустикана, Меана Б, Томчесовка. И тука сметките биле до 300 или 400 евра. А како изгледа и колку чини менито на еден министерски ручек? За пиење лозова и тъга за југ, за предјадење адвокатска салата и овчо сирење, за главно јадење телешко и свинско велингтон, за десерт чоколадна торта и овошна салата. Сметката $5.791. На здравие. Службени картички и можност за така наречени трошоци за репрезентација имале и други високи представници на министерството. Дел од фактурите се покриени со одлуки, односно се користени за посети на странски делегации. Има и такви, кои не се во мал број, кои се подкрепени само со фискална сметка, па дури и без сметки. Тие прикажувале трошоци од ресторани, но и од сендвичари и локални маркети. Например, поранешниот државен секретар Елизабета Чуповска-Ристова била најчест гостин во кафулето Дежаву, ресторанот Баба Цана, хотел Романтик и други.
Со службената картичка таа пазарела и во маркети, па прикажала и сметка од 4800 денари од маркетот Тинекс. За кабинетот на државниот секретар купувани се јафа кекси, јогурт, путер, а за кабинетот на заменик министерот вино и кеса за вино. Според информациите на топ тема на ваша страна, за високите функционери со официјална одлука на поранешните министри немало ограничување за трошоците за репрезентација. Тие слободно можеле да ги користат и за обични средби и состаноци. Тука и кваката, како некој ќе докаже дали некој трошок бил за службена должност или не, односно, дали кексите и путерот биле за службените потреби на Министерството за одбрана. Тоа е истражувањето на Александар Манасиев. Слушнавме многу податоци, видовме на вистина раскош и луксус на кој му се допаѓал на министерот Јолевски, дека практично немало ограничување на службената картичка, а и други функционери во министерството. Господин Зафировски, како поранешен антикорупционер, како вие гледате на овакво едно трошење на парите на граѓаните? Дефинитивно станува збор за расипништво. И не е проблемот што е само расипништво во прашање. За мене многу поскандалозно е тоа што се класифицираат вакви информации. Од кого тоа се крие? Што се крие? Токму криењето остава сомнеш и треба да ги мотивира институциите да ги отворат сите вакви трошења, сите вакви недомаќински, некоректни расфрлања со пари. Јас морам да напоменам дека една институција која исклучително ја ценевме и почитувавме, и верувам дека и денес е тоа така, тоа е Државниот завод за ревизија, и во минатото констатираше вакви состојби. Состојби на енормно трошење на народни пари за разноразни ручеци, репрезентации, кои не можат да се докажат дека е тоа. Државната комисија за спречување на корупцијата има поднесено 10-15 кривични пријави врз основа на ревизорските извештаи, каде што државниот ревизор се констатирал врз основа на сметките, врз основа на документацијата што ја има, што му стои на располагање. Како завршиле тие кривични пријави? Јавното обвинителство молчи. Ниедна, баш не е процесуирана. Ниту една кривична пријава јавното обвинителство нема процесуирано. Дали имало кривична пријава и за вакви трошења? Да. Дури на министри? За вакви трошења говорам. За министри, директори на институции, луѓе кои раководат со одредени институции, имаат широки овластувања, трошени се пари безмилосно. Еден ревизорски извештај, само ќе спомнам тоа, за 2010 година, говори дека директор на една институција има потрошено некаде околу 4 милиона евра за кои пари ништо не се знае. Зашто се отидени, каде се отидени? Тогаш бев председател на Државната комисија за спречување на корупцијата, поднесовме кривична пријава. Врз основа на ревизорскиот извештај, кој за мене е света работа. Поголем доказ од тоа нема. Меѓутоа, јавното обвинителство и ден денес молчи по таа кривична пријава. Поминати се 6 години од тогаш до денес. Министерот продолжи, предпоставам, да министерува. Не станува збор за министер, станува збор за директор на една институција и тој се уште си е директор на таа институција. И во моментов. Што би рекол народот, мува не ги ласи. Господине Николов, во овие ревизорски извештаи што ги споминавме, со кои се навистина детални, стигнува и во Комисијата за финансирање и буџет. Не стигнува во Комисијата за финансирање и буџет, стигнува до сите пратеници во Собранието, но постои еден проблем во
работата на Собранието на Република Македонија, кој што за жал не успеавме да го надминеме, а тоа е како да дојдеме во ситуација да не дел од овие конечни ревизорски извештаи, посебно во оние кај што Државниот завод за ревизија констатира незаконско, ненаменско трошење на парите, кај што дава негативно мислење, кај што дава мислење со резерва, да ги ставиме на расправа во Комисијата за финансирање и буџет и како собрание да утврдиме барем политичка одговорност за овие констатации на Државниот завод за ревизија. Кога се носеше Законот за државна ревизија, во еден член беше предвидено дека Државниот завод за ревизија ги доставува сите извештаи до собранието на разгледување. Меѓутоа, со еден амандман тоа се избриша. И сега имаме ситуација да извештаите се доставуваат до пратениците како известување до други институции во држава, но никој јавно не ги гледа поединечните конечни ревизорски извештаи, посебно каде што има констатирано незаконско и ненаменско трошење на државните пари. Ние собранието го гледа годишниот извештај на Државниот завод за ревизија, меѓутоа таму податоците се збирни, не се однесуваат за конкретни случаеви, не се однесуваат за конкретни министерства, него како бројки ќе добиете, извршени се толку ревизии, дадени се толку позитивни мислења, толку негативни мислења, толку мислења со резерва, сега има и ревизија на успешност, има известува... Повеќе бројки некои општи, отколку конкретни случаи. Значи, ние баравме како опозиција, сега се надевам дека и тоа ќе се воведе, да во рамките или на Комисијата за финансирање и буџет се воспостави пракса да се разгледуваат дел од конечните ревизорски извештаи кои се однесуваат на конкретни институции со конкретни негативни констатации, или во рамките на комисијата да се формира, тоа деловникот го дозволува, подкомисија која што ќе работи само на оваа проблематика, или третото решение да има посебна собраниска комисија која што ќе ги гледа само ревизорските извештаи, бидејќи сметам дека собранието како контролен орган на државните институции, посебно на буџетските корисници, мора да најде начин како тој систем да го воспостави. Ние денес имаме ситуација да Државниот завод за ревизија продуцира извештаи, дел од тие извештаи, еве во последниот извештај од минатата година 2016 стои дека 7 од нив се доставени до јавниот државен обвинител, 4 се до Државната комисија за спречување на корупцијата, но не гледаме постапки. Да се вратите и наназад од 2006, 2007, 2008 година, исто така има бројки каде што самиот Државен завод за ревизија ги испратил извештаите до јавното обвинителство, до антикорупцијската комисија, меѓутоа нема по тие постапување. И ние баравме барем собранието да земе дел од тие извештаи, да ги гледа, каде што сериозно имаше укажување дека се проневерени или сомневни. Да, ние објавуваме многу од тие извештаи. Сега ние имаме Државен завод за ревизија кој што е стручен, кој што си работи работата, ги прави извештаите, меѓутоа немаме разгледување, транспарентност на тие конечни ревизорски извештаи и она што е најважно, нема покренување постапки таму каде што Државниот завод за ревизија утврдил навистина дека има незаконско, ненаменско трошење на парите на граѓаните. Тоа значи дека собранието кој треба да биде контролор практично никогаш не ги контролирал овие прекумерни, да речам, трошење или не испитувал дали има или нема злоупотреби, барем врз основа на ревизорските извештаи, ако е така како што сте ги добивале. И дали како пратеници може да побарате да биде ставен, например, ревизорски извештај на комисија? Не можеме. Мислам, треба да имате мнозинство во комисијата и да побарате да се разгледува извештајот и таа ситуација може. Ние имавме неколку обиди
да одредени ревизорски извештаи ги разгледуваме на комисијата, но тогаш парламентарното мнозинство даде негативно мислење и не дозволи да се разгледуваат тие на Комисијата за финансирање и буџет. И остана прашањето, дури имавме едно советување во Маврово, под покровителство на Вестминстер фондацијата, како да дојдеме до ситуација да конечните ревизорски извештаи се разгледуваат во собранието. Па ќе кажам, не за да се суди, туку да се утврди политичка одговорност на носителот на јавна функција кој си дозволил правото да ги троши парите на граѓаните за доброто на граѓаните, да ги троши за овакви, како пример, некои луксузирање. Па дури и оние мали сметки беззначени. А не да направи со тие пари некоја јавно добро, јавна услуга, да граѓаните почувствуваат бенефит. И ние како пратеници за тоа сме избрани. Да вршиме политички надзор. После институциите, јавното обвинителство, судот може да си преземат постапки ако сметат. Меѓутоа, ние кога јавно во собрание ќе кажеме овој и овој, дали е тоа министер, дали е директор на јавно предпријатие, дали е некој друг носител на јавна функција, според извештаите на Државниот завод за ревизија, кој што не можеме да ги спорим, направил злоупотреба, јавноста ќе слушне и мислам дека тој треба да си понесе политичка одговорност и у најмала рака да се повлече барем од функцијата, а понатака другите органи да си ја преземат работата. Господјо Лимбовска, споменавме дека дел од овие информации, оние што ние ги баравме за нашето истражување, министерот за одбрана Јолевски, додека беше министер, ги класифицираше. Како може да биде донесена една таква одлука? Овој тип на податоци за ваков тип на трошење во никој случај не би требало да бидат класифицирани информации. Оно што мене ме загрижува е како може во претходниот период министерот своеволно да утврдил дека ова треба да бидат класифицирани информации, меѓутоа истата пракса не ја следат и останатите институции. Значи дека немаме ист пристап кон она што Законот за класифицирани информации јасно утврдува, што е државна тајна, што е строго доверливо и така натаму. Кога зборуваме за класификација на информации, се работи за информации со кои што чие што неовластено откривање ќе доведе до повреда на важните интереси, на трајните интереси и тоа пред се од областа на безбедноста, одбраната, надворешните работи и така натаму. Не за ручеци по ресторани, хотели, претпоставам. Токму така, несомнено дека секако секоја институција, функционерите имаат потреба од одредени средства за репрезентација и така натаму, меѓутоа со откривањето на тие информации во никој случај не би се загрозила безбедноста на граѓаните. Значи тие го користат своето право дискрециона, иако да, според мене тоа е дури и злоупотреба на тоа право, бидејќи класификацијата не се врши според она како што законски е предвидено да се врши класификација и за ист тип на податоци имаме различни пракси во различни институции. Пред да продолжиме натаму со дебатата, го прашавме министерот Зоран Јолевски зошто овие информации ги класификуваше, ги прогласи за доверливи и беа недостапни за јавност, а тоа е еден од функционерите од поранешната влада кој најмногу патувал, речиси колку и министерот за надворешни работи, но и најдолго останувал на пат, најчесто во Вашингтон. На сите овие прашања министерот Јолевски одговори на мојот колега Огнен Чанчаревиќ, кој натаму истражуваше од податоците кои сега ги добивме од Министерството за одбрана, како се трошале парите на граѓаните. Да го видиме прилогот на Чанчаревиќ. Што покажуваат официјалните документи од одбрана? Поранешниот министер Јолевски бил на 20 на службени патувања во Виена, Варшава, Брисел, Рим, Анкара, Пекинг. Сепак, тој најмногу и најчесто патувал за САД, каде и најдолго се задржувал. Речиси сите патувања во САД се наведени како работни посети, без прецизно да се дефинира која е целта на неговиот престој таму. Збунува и фактот што Јолевски престојал во работни посети кои се невообичаено долги и надвор од сите дипломатски протоколи. На почетокот на 2015 година, тој ќе замине во работна посета на САД и ќе се задржи 17 дена, од 23 јануари до 8 февруари.
На 15 ноември повторно е во САД на безбедносниот форум Халифакс и ќе се задржи 9 дена. Нова работна посета има на 30 јануари 2016 година, а во САД ќе остане 9 дена. Најкратката посета на САД на Јолевски е во април минатата година. Трае 4 дена, каде според документот на одбрана, тој учествувал на конференција. Во јули минатата година Јолевски се враќа во САД и ќе остане речиси 20 дена, од 20 јули до 6 август. Минатата година, по четврти пат ќе замине во САД во ноември и таму ќе остане 9 дена, од 12 до 21 ноември. Ако детално се разгледа изводот од кредитната картичка која користел министерот, може да се види дека тој набавувал авионски карти од $29, но некогаш за нив плаќал и 4000 евра. Хотелските услуги во САД најчесто оделе преку сајтот Hotwire, и ако се соберат сите сметки, доаѓаме од сумата од $6428 само преку овој сајт. Спорни се неколку патувања во странство на Јолевски, кои не се подкрепени со патни налози, а потврдени се преку службената кредитна картица, која е користена во Хрватска, во Белгија, во САД. Јолевски беше на инаугурацијата на претседателот Трамп, но за таа посета не добивме патен налог. Дилемата е дали заминал или не во својство на министер за одбрана, бидејќи во истиот период од министерството се лиферувани 2 соопштенија за негови службени активности. Според изводот на службената картичка која ја користел, тој се задржал во САД од 22 јануари до 4 февруари и во тој период потрошил $1712 за хотелско сместување и дополнителни $2650 во ресторани. Исто така во јули 2015 година, тој бил во Гранд хотел во Опатија, каде за едно ноќевање, за него, возачот и обезбедувањето, платил 350 евра. Јолевски тврди дека станува збор за неофицијална средба со хрватскиот колега, а дека во Хрватска заминал заедно со претседателот Иванов, кој бил во официјална посета. Во септември 2015 година Јолевски е во Брисел, каде ќе спие во хотел кој чини 350 евра и ќе руча во ресторан, каде ќе плати 293 евра. Картичката на Јолевски, бесплатен налог, повторно се активира кон крајот на септември и почетокот на октомври 2015 година во Вашингтон и во Вермонт. Потрошени се околу $1000. Во октомври 2015 година тој е во хотелот Валмар Ла Крома во Дубровник, каде ќе плати 1000 евра за престојот, а патен налог не ни беше доставен. Во јуни минатата година од кредитната картичка ќе се потрошат околу $1000 во ресторани во Вашингтон, а потврда дека Јолевски бил службено таму нема. Јолевски тврди дека за сите негови посети постојат официјални документи и патни налози во одбрана и дека не знае зошто не ни биле доставени. Сигурен сум дека постојат документи дека сум бил на службен пат во Соединетите Американски држави. Кога идам приватно не се на трошок на министерството. На пример, крајот на мај месец оваа година бев на син ми магистрира, бев на неговата инаугурација таму со сопствени пари. Меѓутоа, се што сум бил за министерството постојат патни налози. Тоа е огромно министерство, многу се патува, многу си на обуки, така да ќе ги најдат сигурно службите сум. Тој уште еднаш потврди дека ги класифицирал информациите заради безбедносни причини. Видите, не е вообичаено да министер за одбрана објавува каде све спие, иако сами можете да се видите дека сметките се стварно разумни. И сметав дека како министерство не е нормално да објавуваме сите хотели каде што министерот спие. Останува нејасно тогаш, ако тој навистина бил загрижен за својата безбедност, зошто користел такси услуги при посетите на САД и изнајмувал возила. Нејасно е и кој е бенефитот од средбите со Хилари Клинтон, конгресмени и сенатори, на кои тој толку инсистирал и го продолжувал престојот во САД. Контроверзно и користењето на неговата картичка за такси услуги преку Uber, а неофицијалното образложение е дека картичката на Јолевски била хакирана и парите надоместени од банката. Да, тоа беше Огнен Чаревич. Го слушнавме и самиот поранешен министер Јолевски, кој вели дека сметките што ги правил се разумни. Додека прилично безмилосно ја користел службената картичка. Зафировски, дали се разумни, дали е разумно објаснувањето што тој ни го даде, дури за класифицирање на овие податоци? Најнапред не би се согласил со екс-министерот за одбрана дека има основ да се класифицираат овие податоци. Значи, станува збор за податоци кои дефинитивно треба да бидат јавни, треба да бидат транспарентни и треба граѓаните да знаат каде одат нивните пари. Колку се разумни, колку не се разумни, јас
не би коментирал, меѓутоа верувам дека државниот ревизор, кој ќе направи ревизија, ќе даде свој заклучок. Што е разумно, што не е разумно. Колку пари за што се потрошени и како се потрошени. Она што е незаконито потрошено, она што е ненаменски потрошено, за тоа треба да се сноси одговорност. И не би се согласил со господинот Маријанчо во делот на политичката одговорност. За мене најнапред треба правна одговорност. Оној што ќе се огреши, фактички бркнал во раката на граѓаните, мислам во джебот на граѓаните. И нема ништо почесно од тоа јавното обвинителство да си покрени постапка, да ја заврши постапката, да го изнеси пред правосудните органи и да се заврши цела приказна. Ние со децении наназад имаме една обратна ситуација. Опозицијата, како по правило, ги оцрнува луѓето што се во позиција и обратно. Позицијата се однесува како да е опозиција. Јавно ги оцрнува лидерите на опозицијските партии, истакнати нивни членови и така натаму. И сето тоа за политички цели. А никаде немаме правна разрешница за нешто. Јас сум легалиста. Во една држава во која би требало да владее правото подеднакво за сите. Секој што ќе се огреши, најнапред треба да се одговара. Има суд, има правосудни органи, нека повелат, нека си ја завршат работата. Меѓутоа, морам да констатирам дека во Република Македонија со години наназад јавното обвинителство, барем јас така го доживувам, е една од најинертните институции. Со новиот закон за кривичната постапка во Република Македонија требаше да има 11 истражни центри, каде што јавните обвинители ќе имаа на располагање своја судска полиција, правосудна полиција. Да, резултатот е добивме специјално јавно обвинителство поттикнато од прислушуваните разговори каде што имаше полицијата, сакам ушто да го кажам, па да завршам тука. Полицијата во принцип треба да биде алатка во рацете на јавното обвинителство. И јавното обвинителство треба да е активниот чинител кој ќе раководи со активностите, особено на криминалистичката полиција, во водењето на истрагите. А не обратно. Не полицијата да биде таа која ќе диктира темпо на работа на јавното обвинителство. Меѓутоа, очигледно е дека јавното обвинителство со децении наназад не ја остварува својата улога на начин како што тоа го предвидуваат законите во Република Македонија. Господине Николов, 25 години практично ниту еден политичар не одговарал за некакви злоупотреби поврзани со трошење, ненаменски трошење на парите на граѓаните. Од изјавата на господинот Јолевски видовме дека и тој не чувствува некаква одговорност. Таа неказнивост продолжува, политичарите продолжуваат по старо. Па, јас сега тука ќе полемизирам со господинот Војче, бидејќи секој треба да се работи својата работа. Замислете, вие сега рековте 25 години не поднел никој одговорност, барем политичка, како морален чин за тоа што констатирано дека проневерил државни пари. Имаме 2-3 случаи на оставка на министер, меѓутоа поради други причини. Замислете да собранието, да пратениците имале таква поставеност и таква надмоќ на именуваните функционери на некого да му изгласаат интерпелација. Недоверно. Да, и тоа не се случило досега и за други причини. За сите случаеви поднесен. И замислете еден таков случај да имал. Како ќе се однесувале понатаке другите? Дали вака лесно ќе ги ставале картичките у банкоматите?
Дали лесно ќе потпишувале сметки високи? Дали лесно ќе се шетале без налози? И да не зборувам за редица други трошења. Не сме стасале до таа ситуација. И треба да се бориме да стасаме до таа ситуација. Да кога ќе дојде, без разлика од каде е носителот на јавната функција, ако Државниот завод за ревизија, значи не власта, не опозицијата, Државниот завод за ревизија ви дава податок, тоа и таа институција, тој раководител, министерство, јавно предпријатие, јавна установа, извршиле ненаменско, незаконско трошење на народни пари. Тој треба да дојде во собрание, да одговара и ако имаме сите одговорност спрема граѓаните и спрема парите што тие ги уплаќаат во буџетот и им даваат право да ги трошиме, тогаш треба човекот да го разрешиме. Да има 3 такви случаи, 4 во еден период, јас мислам дека значително ќе се зголеми одговорноста на носителите на јавни функции. Ама кога ќе се воспостави таа пракса, борбата е многу тешка да дојдеме до таа ситуација. Барем да почне да се разгледуваат со поддршка на медиуми, со поддршка на јавноста, тие луѓе ќе не можат понатака така лесно да манипулираат со парите. Така. Тука е целата идеја. Господјо Лимбовска, го слушнавте и вие министерот Јолевски, каде што вели дека разумни се трошењата, се е во рамките на разумното и оправданото, но и дека ги класифицирал исто оправдано овие податоци. Така, јас не можам да ценам дали тие податоци дали тие трошења се разумни или не. Тој самиот кажа, министерот за одбрана не треба да се знае во кој хотел спие и дека е тоа загрозена значајно за безбедноста, веројатно, на држава. Меѓутоа, Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер им наложува на институциите дека податоците за трошењето на институциите се податоци кои треба да бидат јавно достапни. И мислам дека тука исто така е повикана и Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информација од јавен карактер да излезе со свој став, со свое мислење, кој тип на податоци треба да бидат класифицирани или не. Тие немаат можност да вршат декласификација на информации, така натаму. Меѓутоа можат да излезат со објаснување дали доколку некој го побара тој тип на податоци и се пожали кај нив, како тие би постапиле во тој случај. Мислам дека таквиот тип на надзорни институции многу често затајуваат не само за овој тип на податоци така натаму, дека би требало да бидат малку погласни и да го слушнеме нивното мислење. Збунувачки што истиве овие информации не биле класифицирани претходно, не биле претходната година, ниту пред тоа и одеднаш се носи одлука која прилично се совпаѓа со времето кога новинарите, ние почнуваме да ги бараме овие податоци. Она што не би требало да се случи е информацијата да се класифицира во тој момент кога е побарана од нив. Например, ние немаме податок дали претходно била класифицирана или не, меѓутоа доколку некогаш биле тие да јавно достапни, меѓутоа ако медиумите или пак граѓанските организации се обратат да побарат некоја информација, доколку тогаш се одговори дали дека е класифицирана, тогаш мислам дека треба тука и комисијата да се вклучи. Секако ние како граѓанска организација чисто поднесуваме жалби до комисијата доколку не ни се утврдени, доколку не ни се одобрени барањата за пристап и би требало да има можност да се провери дали навистина таквата информација е класифицирана, бидејќи се знае како се обележуваат класифицираните информации, на кој начин се чуваат, односно не може службеното лице за посредување или пак самиот функционер да одреди дека овие информации во овој момент нема да ги даде. Како што е ова случај, господин Зафировски? Сакам да кажам, веројатно заради тоа што министерот и неговите соработници почнале разумно да трошат, ги класифицирале податоците. Тоа е мојот заклучок, да. Добро, се пошегувавте се да. Тука ќе направиме една куса пауза за реклами и продолжуваме со дебатата. Гледате Топ тема на ваша страна, дебатираме за луксузот и расипништвото со државни пари во Министерството за
одбрана кој ги класифицираше овие документи и оправдувањата на екс-министрот дека се трошело во разумни рамки. Господина Николов, слушнавме многу податоци, навистина огромни суми, но и ситни суми на другите функционери во Министерството за одбрана. Зошто си земале таква слобода и тоа е вообичаено, вие ги читате ревизорските извештаи, ако не и новинарските истражувања? Моето лично мислење го кажав и преска. Тоа е поради чувството дека се заштитен. Дека и да ги повикаат на одговорност, дека таа партија од каде што се именувани на тоа место ќе ја и заштити. И тие знаат дека и ако дојде во собрание, сега пошто сум јас од парламентот претходно ја водев комисијата за финансирање и буџет, тие се чувствуваат комотно. Знаат дека со силата на двата прста мнозинството ќе ги заштити и дека нема да понесат одговорност. И затоа реков преска, кога ќе се надминат народните избраници во таа функција и кога ќе судат за вакви случаи или ќе гласаат по убедувањето и по извештаите кои што им се пред нив, а не по партиската лојалност или припадност, ќе видите дека овие случаи значително ќе се намалат. Ние имаме проблем тука да утврдиме одговорност, макар политичката. Кривичната више е дел од други инстанции, ја не сум правник и не можам да зборувам за тоа. Меѓутоа, пак ќе кажам, дојдовме ли во ситуација да без разлика кој од која партија е, ако проневерил пари, да го разрешиме од функција, многу работи ќе се сменат. Знаете, транспарентноста и одговорноста, колку се поголеми, помал е криминалот, помала е корупцијата, помала е злоупотребата на јавните пари, поголема е ефикасноста во нивното трошење, затоа што граѓаните ве гледаат, ве следат, знаат дека домакински се однесуват. Сега да не сте вие како топ тема или како телевизија, многу од овие работи може и нема да стасаат до јавност. Ама треба сега некој да го отвори прашањето и на други места. Да се направи тој систем каде што ќе има навистина одговорност. Не може да седнете на функција, јас сум заштитен и ќе си терам како што сакам, па на крајот дури и ако треба ќе си ги заштитам податоците. Господин Зафировски, како е дојдено до тоа едно дередже на нечувствување ниту морална, ниту политичка одговорност, па имаме сметки во овие што ги презентиравме сега и што ги добивме од Министерството, каде што се трошеле пари за нешто, како беше вино и кеса, за виното, ами остана, меѓутоа имаше и други такви од обичен Марек, од Дуќанче. Некој со обична сметка потврда и една мала фискална сметка да си се повратат парите. Тоа е морална ерозија веќе. Навистина, немам друг израз освен да кажам дека тоа е морална ерозија на овие луѓе. Да се доведи човек до степен дотаму да со народни пари оди пазарува во Гранапче, пазарува во Тинекс или во некоја не знам каква и да е продавница. Тоа е под секој ниво. И парите ќе ги правда со сметко потврда? Не. Дефинитивно сметам дека зад секој потрошен денар народни пари мора покрај она што значи фискална сметка, патен налог и се што следи со тоа, мора да има сериозен извештај, написмен, писмен извештај кој ќе остане како институционална меморија во институцијата од каде потекнува функционер. Законски дали има такви обврски? Има обврски. Да. Меѓутоа во ниедно тука не добивме никаков извештај. Тоа ќе го констатира државниот ревизор. Тоа ќе го констатира државниот ревизор. Иначе, мора да се има извештај што е сработено, зошто е одено таму, со кого се остварени средби, кои се бенефитите или што е заклучено и така натаму и така натаму. Тоа мора да оди во рамките на
документацијата за потрошените пари. Ништо поинаку не може да се гледа. Државниот ревизор кога ќе дојде ќе види сметки и за што се потрошени. Има патен налог. Добро, се поставува прашањето сега. Да, сте биле таму. Со која цел? Дали се постигнати целите, дали се остварени целите заради кои е поидено и така натаму и така натаму. Моите искуства, бидејќи долги години работе во Министерството за внатрешни работи, се токму такви. Секое патување, било каде, било во рамките на Република Македонија, било надвор од неа, покрај сметките на потрошени пари, задолжително се поднесува писмен извештај. И како раководител сум инсистирал писмен извештај да се добие и да се приложи заедно со сметките. Магдалена? Да, извештаите на Државниот завод за ревизија се многу важни, меѓутоа Завод за ревизија не прави ревизија во секоја институција секоја година, односно, а се прават на неколку години. Иако јас ги охрабрувам почесто да се фокусираат токму нови институции кои што се карактеризираат со поголема тајност, кои што е одбраната, внатрешни работи и така натаму, каде што и граѓанскиот сектор и медиумите имаат, да кажам, поограничен надзор. Меѓутоа, исто така забораваме дека секоја институција е обврзана да има своја организацијска единица за внатрешна ревизија, која пак најдобро може да процени во текот на годината дали средствата кои што се трошеле токму одговараат за целите. И мислам дека треба почесто треба да се зацврстат капацитетите во најголем дел од институциите. Нашите истражувања покажуваат дека голем број на министерства се доста слаби во она што значи внатрешна ревизија и тоа секако придонесува. Има и министерства каде што нема? Или формално секој мора да има? Обврзани се да имат, меѓутоа доколку е тоа на ниво на одделение, кој што е многу ниско во организацијската структура, доколку има само еден или двајца ревизори кои што не можат да престигнат и да се фокусираат на на квалитетно вршење на ревизијата, тогаш не би можеле да очекуваме некои поголеми резултати. Тоа го прават само формално и никој сигурно нема да предложат или да кажат дека министерот ја злоупотребил функцијата. Меѓутоа и за други нивоа во рамките на самата институција, како се трошат средствата, тогаш треба да се направи така. Господинот Николов спомена интерпелација во собранието, меѓутоа например, министерот Јолевски веќе не е министер. Не можете да побарате интерпелација. Какви други механизми би можеле да се повика и да се внесе одговорност во трошењето на државните пари? Дефинитивно овдека би требало Државниот завод за ревизија да се ангажира, дали редовно, дали вонредно, да направи едно согледување за потрошените пари. Тоа сметам дека собранието може да го побара. И кога ќе се добие конечен извештај, точно ќе се види каде и за што се трошени народните пари. Дали тие пари што се потрошени се разумни износи, дали не се разумни износи. Треба да се види кој е основот да се класифицираат тие податоци. Јас лично сметам дека нема основ за такво нешто. Никаков основ нема за такво нешто. И тогаш на потек треба да биде јавното обвинителство. Затоа што дефинитивно станува збор за народни пари. И тука нема простување. Кога ја подготвував емисијава, добив еден подадок од некои ваши колеги дека во Србија, која исто така не е земја која може да се пофали со борба против корупцијата и успешни резултати, го промениле законот и државниот ревизор има право да излезе и во јавност да соопшти доколку открил злоупотреби во некое министерство, во владата, во државна институција. Значи може да свика пресконференција и може да побара дури презентација во, да речеме, комисијата за финансирање и буџет. Дали некое вакво законско решение би можело или има и други искуства, еве вие повеќе знаете? Па за државните заводи за ревизија генерално најбитна е независност. Значи, дури може да побараат и оставка. Ако обезбедат интегритет и независност, тие можат многу работи да сами ги иницираат.
Еве во Србија ние имавме прилика да разговараме со нивниот главен државен ревизор и тој беше многу храбар во тие постапки, затоа што беше заштитен. Уставот го штитеше и не можеше да трпи одредени притисоци, може меѓутоа санкции. Заштита? Како би можел да треба да го проверам законот, меѓутоа мислам дека таму направија обид да биде уставна категорија Државниот завод за ревизија и Државниот завод за ревизор има главниот како кај нас подолг период на мандат отколку што е мандатот на една влада. И тоа е еден вид на заштита, меѓутоа ќе зависи и од самиот човек кој што ја врши или ревизорите да се охрабрат и да испаднат во јавност. Ние кога се носеше законот за државна ревизија, иако тоа не е вообичаено, предлагавме дури да Државниот завод за ревизија може да изрекува казни. Да, како што се даде во кај нас даношните инспектори, таму со еден закон се дозволи инспектор по статистика да ве казни, ние баравме Државниот завод за ревизија да може и да изрекува и парични казни, прекршочни постапки. Кривично, нели, ги поднесува извештаите до јавниот обвинител. И сега ако тие казни се доволно големи, меѓутоа ретка е таква пракса во светот, тогаш исто така Државниот завод за ревизија не мора да чека дали собранието ќе утврди политичка одговорност, дали јавниот обвинител ќе покрене постапка или на некој начин ќе биде тоа санкционирано незаконско и ненаменско трошење на парите, туку едноставно ќе изрече глоба која што за секого треба да представува доволно голема да не го наведе да се злоупотребува државни средства. Меѓутоа, тогаш тие амандмани беа одбиени од наша страна и размислувања кои што ги изразувавме и останавме на ова ниво. Меѓутоа, па ќе кажам, сметам дека и самиот Државен завод за ревизија, бидејќи познавам голем дел од луѓето кои што работат таму и навистина имаат добро познавање од материјата и добро си ја вршат работата, да бидат малку по-храбри во јавните настапи. Кога ги презентираат извештаите, да ги презентираат и оние конечни ревизорски извештаи за кои што сметаат дека треба да има постапка. Да бидат поотворени во јавноста. Да ги отворат, иначе сега нивната работа, знаете, се сведува, ги објавуваме, ги доставуваме до пратениците, до другите институции, ги објавуваат на веб страната. И дури не кажуваат никога се објавени. Но после натака и немате со нив пресконференција или интервју да се каже што точно. Бидејќи, знаете, постапка за ревизија почнува со мислење на ревизорите, па органот кој што извршена ревизијата има право на приговори на утврдените факти од Државниот завод за ревизија и се прави конечен ревизорски извештај. И тука е тој мислење на Државниот завод за ревизија. А ќе кажам, јас мислам дека таму има добра структура на кадри кои што прават квалитетни ревизорски извештаи. Ако дозволи. Државниот завод за ревизија беше идентификуван како институција со висок степен на доверба во она што го работи. Самото тоа говори дека таму работат квалитетни луѓе. Меѓутоа, дали е до законот? Дали е до политиката? Јас не знам. Меѓутоа, факт е дека ревизорите по објавувањето на извештајот, дури и тоа како скромно, срамежливо да го прават. Да, само поставување само на ќе го постават и сега и кој видел, кој не видел, завршена работа. Меѓутоа, добро е што онаму каде што имаат сомневање дека постои основ на сомнение дека е сторено кривично дело, ги доставуваат ревизорските, конечните ревизорски извештаи до јавното обвинителство и до Државната комисија за спречување на корупцијата. Сите извештаи кои беа доставени до Државната комисија за спречување на корупцијата од страна на Државниот завод за ревизија, ние сериозно ги разгледувавме. Додека вие бевте председател. Јас говорам последниве години не можеме да зборуваме за такво нешто. Секаде онаму каде што имаше основ
да се поднеси кривична пријава. Ние поднесувавме кривична пријава и јавно на пресконференција презентиравме дека е поднесена кривична пријава против тој и тој врз основа на наодите констатирани во извештајот на Државниот завод за ревизија. Но господинот Николов спомена нешто дека и тоа би се случувало доколку, на пример, ревизорот би се чувствувал заштитен. Го земавме. Да. Што значи тоа беше заштитен? зборот. Државните ревизори се исклучително квалитетни луѓе. Луѓе кои си ја знаат својата работа, професионално ја вршат. Меѓутоа подложни се на притисоци. Мораме да признаеме. Политиката и тука има вмешано прсти. Токму затоа имаме квалитетен извештај, имаме квалитетен заклучок со препорака, но откако ќе го објават, ги нема. Дали сте слушнале некогаш Државниот завод за ревизија да излези по одреден извештај и да одржи пресконференција? Не, затоа и го затоа што споменувам не само смеа. вебсајтот и ние медиумите кои Токму ги објавуваме Токму оние така. извештаи. Токму тоа е. Значи, не се чувствуваат заштитени. Потребна е дополнителна заштита. Нешто веројатно би требало да се направи. Да, мандатот беше како спомена омбудсман, Николов, дека е да 7 иде години да не како грешам, омбудсманот дека е 7 што години на има главниот државен специфична ревизор. позиција во државата, веројатно и Државниот завод за ревизија како институција и државните ревизори како личности со интегритет, со професионално знаење, со стручност, треба да им се дадат гаранции за нивна заштита, за овозможување услови непречено, докрај професионално да си ја вршат својата работа. Магдалина, мислите ли дека тогаш и податоците би биле попристапни и не би лутале во овие лавиринти и наши истражувања траат предолго веќе? Секако во секој случај и она што ние би го очекувале не само Државниот завод за ревизија, туку и сите надзорни и контролни тела да бидат многу поприсутни во јавноста, да изградат една подобра врска со медиумите. Кои се тие тела што мислите дека се клучни за овие податоци да не се класифицираат, да бидат достапни? Па еве и Државен завод за ревизија да излезе јавно на пресконференција да го презентира годишниот извештај или пак доколку има по злоупотреби во одредена институција. За годишниот слушнавме дека главно содржи бројки и сумирања и дека не ја покажува сликата. Гледате шума. Меѓутоа по поединечни министерства веќе институции има друга. Доколку има податоци за злоупотреби во самите институции, тогаш мислам дека е и должност на самата институција да излезе со пресконференција, не знам, да доаѓаат на интервјуа во медиуми и така натаму, да информираат јавноста за тоа кои се нивните наоди и што ти откриле дека се случува во институцијата. Да, Србија споменав дека дури таму и повикуваат тој министер и тој директор да си поднесе оставка, дури имаат право и на такво нешто што велите. Интересно решение и прв пат го слушам од вас во емисијава, меѓутоа интересно решение, во секој случај решение за кое треба да се размисли. Доколку и околните земји, не само западниве земји имаат ваква контрола, веројатно нема да добиваме и вакви сметки нејасни. Велите, вие споменавте треба извештај да поднесат зошто и каде и како ги потрошиле парите. Дали вие во собрание, дали во овие ревизорски извештаи имаше што вие ги читате постојано и другите извештаи од Министерството за финансии, имало и досега некакви објаснувања како се трошеле парите? Па околу овие службени патувања немало некои посебни наводи во конечните ревизорски извештаи, можеби во делот дека не се водело евиденција кои се возила требало да бидат во списокот да можат да користат службена картичка при полнење на гориво, меѓутоа имало редица други констатации кои што се и посериозни околу злоупотребите на системот за јавни набавки, неносење правила. Знаете, многу од институциите кај што Државниот завод за ревизија
прави контроли, има редица недоследности од аспект на тоа усогласено со законска регулатива и тоа токму во делот каде што треба да биде транспарентност. Значи да се види колкав имот располага, како се трошени парите, која е процедурата околу делот на службените патувања, која е процедурата околу користењето на службените возила, како се треба да се спроведе на јавна набавка, каква е систематизацијата на работните места, дали сите се на работа по таа систематизација. Тоа значи дека би требало и правилник за трошење на средствата од службените картички за репрезентација. Това е регулирано со закон, меѓутоа најголем дел случаеви Државниот завод за ревизија дава препораки таму кај што ги нема, потоа се следи дали тие препораки се исполнети или не се исполнете околу согласеноста со законските прописи и сега Државниот завод за ревизија прави ревизија на успешност. И таа ревизија е исто така многу важна. Значи таму ке ревизијата на успешност, значи дали парите се потрошени соодветно на целта која што е постигната, ефективно дали се потрошени. И тоа е многу битно прашање. Значи имаше редица ситуации во конечни ревизорски извештаи каде што се испитувало, например, ефикасноста на проектот Мој термин. Се испитувала ефикасноста на проектот Компјутер за секое дете. И таму има наводи за ревизија на успешност. Сега би било добро Државниот завод за ревизија да исполни да направи ревизија на успешност и на користењето на кинеските кредити за патиштата. За да видиме дали ова што се случува, препукување, промашена траса, 120 милиона повеќе и така натаму, да имаме едно мислење од еден релевантен орган. Значи би било добро, значи Државниот завод за ревизија сега премногу зборуваме, а нема представник од нив тука, ќе беше добро да бидат и тие да дојдат на една дебата. Јас навистина би сакал да дебатирам со нив, пошто полого време околу работа разговара. Тука е Државната комисија за спречување на корупција. Ние сега не гледаме многу од незината работа. Да, таа е другата клучна институција. Ако ги видите законските надлежности, тие во делот и на казнената политика имаат поголеми ингеренции од Државниот завод за ревизија. Ама не постапуваат. Тие најчесто постапуваат ако некој го пробие рокот кога треба да поднесе анкетен лист, а не го поднел и нели казната 1000 евра, ако платите во рок од 8 дена, 50% е пониска и така натаму. Умеѓу време и ги избриша податоците од и тоа треба да се регулира, значи тие прашања. Меѓутоа тука и третата контролна според мене и најважна е собранието. Собранието, Државниот завод за ревизија, Државната комисија за спречување на корупцијата, финансиската полиција више е во делот на друг дел, али зборуваме околу одговорноста на трошењето на јавните пари. Повелете Зафировски, па да направиме следна пауза за реклами. За Државната комисија за спречување на корупцијата. Кај нас Државната комисија за спречување на корупцијата нема оперативни капацитети да ги исследува случаите. Значи, она може да постапува врз основа на слушнат глас, на добиена информација, на добиен конкретен извештај. Секаде онаму каде што ќе се слушни, ќе се добие информација, Државната комисија за спречување на корупцијата има надлежност да бара од надлежните институции да превземат соодветни мерки и активности, тие сомневања да се проверат и да се каже што е со тоа. Тоа не се чини. Сега не се чини. Памтите ли вие кога последен пат Државната комисија за спречување на корупцијата имала пресконференција? Официјално да закаже пресконференција. Не беше многу одамна, меѓутоа се сведе на една кавга, претежно колку што јас се сеќавам со новинарите, не за да даде информации, туку сметам на пресконференција каде што ќе информира јавноста за превземените мерки во однос на сознание дека имаме корупција во оваа институција, па превземени се овие мерки. Таква пресконференција, кога е последен пат одржана?
Јас ќе ви кажам, 2012. Да, това се многу години кога антикорупцијската не се вршела. 5 години се поминати пресконференција не е одржана. Так. Зошто? Токму заради тоа што надлежностите некако им се лизгаат од раце. Затоа секој се чувствува заштитен и прави како што мисли, затоа што мисли дека нема да одговара. Тука ќе направиме уште една пауза за реклами и продолжуваме со дебатата. Освен во Министерството за одбрана и во Министерството за надворешни работи, екс-министерот Никола Поповски ги класифицираше информациите за патувањата и трошоците за репрезентација и другите трошоци со службената картичка. Овие податоци стана достапни токму сега. Нив ги истражуваше Билјана Николовска. Да го видиме истражувањето. Бифтек од 1200 денари, една корпа леп од 140 денари и една кока-кола од 100 денари. Ова било наменито на поранешниот министер Никола Поповски на последната од фискалните сметки кои се искнижени во Министерството од неговата репрезентација, пред тој да замине од функцијата. Судејќи по порциите и пијалогот, Поповски ручал сам или пак само за сопствениот ручак платил со државни пари во еден од попознатите елитни скопски ресторани. Но ова е само една од сметките и налозите во кој топ тема на ваша страна имаш увид, а кои се дел од трошоците на поранешниот министер Никола Поповски, неговите заменици Драгана Кипријановска и Илија Исајловски и државниот секретар Елена Кузмановска. Податоците кои ги баравме по Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер се многу. Цените за репрезентации, патувања, дневници, сместување ги добивме сумирани. Екс-министерот Поповски на име на хранарина и дневници за патување во странство во 2015 година добил најмногу, во споредба со 2016 и половина од 2017 до кога беше на функцијата министер за надворешни работи. Слична е состојбата и за сместување и превоз. Највеќе се потрошило во 2015 година. Помалку пари од Поповски потрошиле замениците министри и секретарот и за дневници и за сместување. Интересно е тоа што заменик министерот Илија Исајловски за 2 месеци од доаѓањето на функцијата, па до крајот на 2016 година, за дневници од патување земел речиси 2000 евра. За пати сместување биле потрошени скоро 5500 евра. За разлика од него, неговата претходничка Драгана Кипријановска во истата година за повеќе од 6 месеци за дневници од патувања земала само 830 евра, а патувањата чинеле 2000 евра. Топ тема на ваша страна побара податоци и дали со официјалните делегации патувале и луѓе кои не се вработени или новинари. Од она што може да се види во одговорите, најчесто министерските посети надвор од земјаве биле проследени од новинари и сниматели од радиодифузниот сервис МРТВ, но и често со Поповски патувала и екипа од телевизија Нова. МНР информира дека во случаите кога новинари патувале во придружба на дипломати во исклучителни ситуации биле плаќани само хотелски сместувања, авионски билети и репрезентација во никој случај не биле исплаќани и на новинари. Други надворешни лица никогаш не патувале на сметка на Министерството. Долг е списокот и на трошоци за репрезентации кои ги имало Министерството. Во нив се вклучени од официјални коктели, вечери со странски делегации, па до најразлични поклони и сувенири. Но МНР има и борчли. Неколкумина поранешни амбасадори се на така наречената црна листа на должници кон Министерството. Од таму брифираат дека дел од нив веќе се дадени на суд и со години не може да се наплатат долговите. Најчесто тие настанале кога амбасадорите земале раздолжени аванси за службени патувања, а остатокот од парите не го враќале. Такви проневери уште во 2012 година утврдила и ревизијата, а списокот на должници речиси и да не се намалил. Според нашите информации и Синдикатот на Македонската дипломатска служба уште лани предупредувал дека Министерството треба да најде решение како да ги наплати овие долгови, но и да спречи нови злоупотреби. Според Синдикатот, ако се соберат поголемите проневери, сумата достигнува и до повеќе од 200.000 евра. Меѓу оние афери кои се поголеми се оние на поранешниот амбасадор во Чешка Игор Илиевски, за кој е утврдено дека по заминување останал должник за повеќе од 20.000 евра, амбасадорот во Италија Орце Чунихин 10.000 евра, додека Фуад Хасановиќ, амбасадорот во Катар и $50.000. Поранешниот амбасадор во Австралија пак Перо Стојановски по заминувањето останал борчлија $50.000 австралиски долари, за кој од МНР брифираат дека подоцна најголем дел ги вратил. Дел од овие
дипломати завршиле на суд, но исход најчесто нема. Може да се каже дека екс-министерот Поповски бил значително поскромен од својот колега Јолевски, барем што се однесува до ручиците и трошењата со службената картичка, но во МНР очигледно има многу други поголеми проблеми со екс-амбасадорите, чии долгови изнесуваат десетици илјади долари или евра. Како може овие случаи се уште да не бидат расчистени и да се провлекуваат со години, господине Тафировски? Како тоа го објаснувате? Немам објаснување. Едноставно, затаиле институциите. Затаиле институциите. Најнапред од министерот, значи почнувајќи од министерот, па завршувајќи до оние кои се надлежни да ги гонат ваквите случаи. Се вели, се водат судски постапки, но исход нема. Што значи тоа? Тоа значи дека се одлагаат судските постапки, не се јавуваат на главните рочишта на претресите и тоа може да се развлекува до недоглед. Да, дури мислам дека амбасадорот Исаиловски ни беше кажано дека е баран и преку Интерпол, не можат ни да го лоцираат, не може така да го лоцираат каде. Но Лимбовска во МНР исто така ни дадоа едно објаснување дека заради заштита на личните податоци, класифицирани информации, во оние сметки што ги добивме, каде што доаѓаат странски делегации, не пишува ни дали се странски, дали се домашни делегации, едноставно ја добивате сметката на увид, тоа е отворено за јавноста, но не кој се ги користел тие пари, дали тие навистина немаат некаква обврска да поднесат некој извештај. Се повикуваат на службени белешки, некакви, меѓутоа тие се за друга цел. Така, заштитата на лични податоци е еден од основите според кои институциите можат да одбијат пристап до барана информација, меѓутоа законот наложува дека институцијата треба да ги покрие личните податоци кои што се содржани и при тоа да даде информацијата на увид. Дали може да ги наведе на пример функциите или доколку е странска делегација, домашна или така натаму? Така, доколку се работи за јавни функционери, да кажеме, тука не важи, не може да се повикуваат на тоа дека се работи за заштита на лични податоци. А ние правиме анализа на случаите кои што ги разгледува комисијата, односно сите оние случаи кога била поднесена жалба за одбивање за пристап и токму за МНР имало случај во март каде што биле побарани податоци нели за поднос на различни побарувања, каде што МНР го одбило барањето во целост, образложило дека се работи за личен податок, па дури и образложиле дека направиле тест на штетност и утврдиле дека штетата која ќе настане со објавување на податоците е поголема отколку јавниот интерес кој што би се задоволил. А како вид на податок се барал, за да ни биде појасно? Во овој случај, да, значи се барале податоци за по основ побарување по разни основи, како што се депозит за резиденција, депозит за амбасада, аванси за службен пат, дневници, патни трошоци и така натаму. Она зашто зборуваме? Да, комисијата во овој случај донесла решение според кое се уважува жалбата на барателот и наложила дека Министерството треба да ги даде податоците, бидејќи не е исклучен слободниот пристап, бидејќи се однесува на лица функционери, и државни службеници и за трошење на буџетски пари поврзани со функцијата. Комисијата постојано, дури и жалбената постапка трае бескрајно, така да пристапот до овие информации се уште е некако затворен. Дали тука може нешто да се направи? Комисијата има рок, одлучува во рок од 15 дена откако е примена жалбата, меѓутоа оно што недостасува е што се случува потоа. Ние се уште имаме случај кога, да кажеме, ако јас како граѓанин барам информација еве да кажеме од МНР, не добивам никаков одговор, се жалам поради така наречениот молк на администрацијата до комисијата дека мене ова институција воопшто не ми дала ниту потврден, ниту пак одговор за одбивање на барањето и потоа комисијата се обраќа до соодветната институција нели да побара информации што се случува во врска со овој случај. Она што загрижува е дека се уште има институции кои не одговарат на дописот на комисијата. Значи, воопшто, дури ни на комисијата, која треба да е надзорно тело, воопшто не
не одговарат на барањето, односно и самата комисија се соочува со законот. Сега, ако комисијата во ваков случај донесе решение дека да, жалбата ја уважуваме и наложуваме на оваа институција да ја даде информацијата, кој е механизмот кој што ќе ги натера да ја дадат? Ако имаме само декларативно дека да, должни сте да ја дадете информацијата. И мислам дека тоа е еден од најголемите недостатоци на нашата комисија, бидејќи немат можност директно да извршуваат санкции. Во законот има одредени прекршителни санкции, меѓутоа тоа е сосем друга постапка. Како вам ви звучат, господин Николов, овие оправдувања да не се дават информација? Еве слушнавме и едно ново дека било побарано за резиденција, значи нешто што е од државен интерес, информација што граѓаните навистина имаат право да знаат многу поголемо, еве од сметка за ресторан, макар што значењето е исто. Пак се трошат пари на граѓаните. Видите, тука има еден голем проблем околу концепирањето на буџетите, на буџетските корисници и следењето на нивното реализирање. Ние како проблем во собранието сме го констатирале полого време додека бевме опозиција. Се надевам ќе се направат чекори тоа да се исправи. Вие како опозиција дали предлагавте некакви промени за да добиеме измени и дополнувања на законот за буџетот во кој што одевме до таму да бараме да секоја уплата и исплата на било кој буџетски корисник, тука спаѓаат министерства, јавни предпријатија, единки корисници, да биде јавно објавена. Да биде јавно објавена на веб сајтот, дали на самото министерство, дали кај Министерството за финансии. И тоа не помина нормално во собранието, нели ќе била многу обемна работа, трезорот не можел да следи. Во ова време на компјутеризација тоа се решава со едно стискање на копче и мислам дека податоците ќе испаднат на екранот. Понатакај побаравме да се поднесуваат 6-месечни извештаи за реализација на буџет. Значи, или квартални како што постои кај општините, меѓутоа поради обемот на работа на собрание подобро е 6 месеци, бејќи кварталните ќе одземат многу време, а ќе се повторуваат одредени податоци. На 6 месеци да се прави пресек. Кој е министерство, колку имало, колку потрошило. Но тоа не се прифаќа. Сега, кај нас во изборната програма има ветување дека министерот за финансии пред носењето на буџетот и при постапката за носење и правење на буџетот ќе има јавни дебати со сите целни групи. Со опозицијата, со стопанствениците, со синдикатот, со другите граѓански здруженија на медиуми ќе има дебата за буџетот. И дека ќе се зголеми транспарентност. Кои се програмите, зашто е наменето да се троши, и јас го поддржувам тоа. И мислам дека ќе се реализира. И така на еден начин ќе подигнеме познавањето на луѓето што може да очекуваат од буџет. Знаете, Македонија по индексот на буџетска отвореност е на дното во светот. Негде стои и некое место во друштво со Афганистан и не знам кои други земји. Прв е Нов Зеланд. Само како една споредба. Нов Зеланд развива владата мобилна апликација да може граѓаните на мобилен телефон, тие се први во светот по буџетска отвореност и транспарентност, да може на мобилен телефон да ги следат податоците од буџетот. Значи, до таму некои земји сака, и сега кога ќе споредите извештаи на најтранспарентни земји и земји со најмалку корупција, ќе видите дека постои одредена корелација. Тие што се високо транспарентни имаат помалку корупција, тие што се помалку транспарентни имаат повише корупција. И затоа борбата за транспарентноста, за јавноста во трошењето на парите е, знаете, борба за секое, за општо добро. За секој граѓанин. Ако тој што ги троши, му дал некој овластување да ги троши парите, мора да даде отчет, тој ќе размисли два пати дали ќе прави некое незаконско и ненаменско трошење на парите, или ќе оди парите ќе ги потроши за јавно добро и од граѓаните ќе добие пофалби за тоа.
И за крај прашање за сите, ќе почнеме од господинот Зафировски. Што вие би направиле итно и веднаш да се подобри транспарентноста, да не добиваме вакви извештаи и податоци и да се зголеми, да се појави одговорност, не да се зголеми. Проблемот во Република Македонија е во тоа што многумина од оние кои добиваат функции сметаат дека функцијата ќе им даде памет, ќе им даде менаџерски способности, ќе им даде визионерство, а не обратно. Дека тие со својата стручност, компетентност, со своето знаење, со своите вештини, ќе треба да ги подигнат стандардите на работењето во таа сфера каде што доаѓаат. Всушност, мора да се направи исчекор во транспарентноста. Да се знае дека транспарентното работење е единствениот начин да излеземе со чист образ пред граѓаните. Класифицирањето, криењето на информациите, на податоците, правењето на анализа, па вели таа штетата би била поголема ако објавиме од бенефитот кој би го имале. Тоа се флоскули, приказки за наивни. Тука се кријат многу сомнежи дека зад сите тие изговори се трошени ненаменски пари на незаконит начин и за работи кои се надвор од доменот или од надлежностите на институцијата која ги врши работите. Што е тоа што треба да промениме? Значи да промениме веднаш да има ефект. Да се зајакнат надзорните институции. Да им се овозможи апсолутна независност во она што го работат. Да се подигне нивната транспарентност. И конечно, собранието да донеси закони не врз основа на партиска на партиска директива, туку врз основа на вистинските интереси на граѓаните. И за последно, јавното обвинителство да засука ракави и да почне да работи. Магдалина, што вие би направиле веднаш за да се промени непристапноста до информациите од јавен карактер? Институциите пред се треба што повеќе проактивно да објавуваат информации за својата работа. Значи, голем дел од тие податоци кои што ги бараме би било очекувано да бидат веднаш достапни на нивниот вебсайт, а не да чекаме 30 дена рок да ги добиеме истите податоци. Понатаму да се засилат капацитетите на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап. Потребна е можност, за жал, до сега немаме санкции, гледаме дека законот не функционира во пракса како што е замислен, така што мислам дека треба да ги прошириме овластувањето на оваа комисија. Измени во законот, да. И секако и граѓаните, и медиумите, и граѓанските организации што почесто да барат информации од институциите, бидејќи колку сите ние нели што повеќе бараме информации, толку и самите институции ќе почнат да се отварат. Господине Николов, рековте една оставка или една успешна интерпелација ќе ги направи политичарите одговорни, дали треба да се променат и некои закони? Па, јас очекувам да со лични примери новата власт покаже транспарентност, отчетност и одговорност. Бидејќи тоа е во интерес на сите нас. Македонија е сиромашна држава. За жал, граѓаните не ни се многу богати и треба навистина чувството на одговорност и моралност да биде на највисоко ниво кај носителите на јавните функции. Да сватат дека тоа се пари на граѓани кои што тешко ги одвојуваат и дека за тие пари треба да добијат што е можно поголем бенефит. Ова колку и да звучи популистички, во суштина треба така да почне да се применува. Да ги ставите највисоките критериуми и највисоките мерила за транспарентност и да се борите за нив. И мислам дека ќе дојде време, сад тука има една широка дебата која треба да отвориме, да се надмине прво чувството дека
најголема е лојалноста на политичката партија, туку дека најголема е лојалноста кон граѓаните и така да постапуваат народните избраници и да судат по или да решаваат по волјата на граѓаните. Да видиме дали тука лежи голем дел од проблем. Кога тоа ќе се надмине, ја мислам дека секој ќе размисли пред да дојде на јавна функција, колкава е одговорноста, а не сега секој што ќе го именуваат или стават на некоја функција, прво чита кој му се прават и колку пари има на картичката за трошење. Некоја е одговорност. Што треба јас да правам на луѓето да им биде подобро од таму кај што ја вршам работа? Туку да имам ли кола, имам ли секретарка, колку ми е репрезентацијата, колку ми е платата. Тоа се погрешни критериуми кога треба да вршите една јавна функција. Шансата е тука, ќе видиме дали ќе биде искористена. Ви благодарам на сите за учеството во дебатата, благодарам на вниманието и останете со програмата на Телма.